сите сме поплавени, цел народ сме овде вака дојдени во овој Ивариндол и куќи, све поплави натре големи. И џамо искршени, врати искршени, све од поплавата. Цел народ сме овде вака дојдени вечерва, како ќе биде, не знаеме, еден Аллах си знајте. Дали е топло? Овде е топло сега, моментално овде е добро. Сместени сме, добро е, топло е. Оти нема кај дојме, нема кај да спиеме. Моменталната состојба е значи многу лоша. Прилепска е поплавено тотал све, значи сега е блокирано, немат пристап до тоа место. Но молиме градоначалникот значи да ни помогнит. Моментално имат и со болничка непокретни луѓе што ги донесеа сега. Значи го молиме градоначалникот, владата колку што може да ни се помогнат. Имат и дечина мали. Значи, моменталната состојба е хаос. Ни даде овде спортска сала, како што гледате. Овде имат греја и не, ама не е тоа. За спиење имат само еден кодушец и преđe донесе едни чебина, така нешто, ама не е тоа. За сите недостига. Некои имат, некои немат. Фалам. Фала му на Аллах, значи дојдеа брајчата, те надзад, донесеа јадење, пиење, не е проблем за храна, но ние го молиме градоначалникот, значи битно, најбитно нас ние што, најбитното нешто, али да се среди на реката, да се направи корито, али пак да ни дат покрив над главата. За храна, за други работи не ни е проблем, тој ни е најголемиот проблем. Денеска општината е известена од 10 часот, но за жал чека да се поплавиме, па после дојдеа. Значи дојдеа околу 4 сатот, а беа известени во 10 сатот наутро, а тие дојдеа во 4 сатот попладне. И го превзеде ова што е, значи не донесеа во спортска сала, некои имат, некои немат, значи ова не е ништо, ова е катастрофа. Катастрофа е. Ако се може, го замолуваме градоначалникот да се напред, ако се може коритото, али услови немаме ние за да правиме да онадиме. Условите градоначалникот, ако го молиме, ако може коритото да не го напред, ај канализациите да ни се клат, струја немаме, да се намеси струја, ватан да ни се обезбеди, да замолуваме. Не бараме ништо, не бараме ни јадење, ни пиење. Бараме ватан да имаме. Ја живеа со 13 души. Тројца браќа во една куќа живеа како први со внуци, со она, со тоа што немат кај да легнеме како први. Куќата е поплавена метро и пол натре. Демек ова не вајдат и не се овие бараки, тој што ги направиле. Ние бараме ватан да ни се обезбеди една социјална зграда, колку фамилии што сме долу сите, да не обезбедит. И тоа го бараме, друго не бараме. А ако не можат тоа, баре да се напред коритото, да се направат канализации, да им се пушти струја на луѓето кои што немаат. Да се обезбедат луѓето. Мојме за јадење, фала Богу, елхамдулилlah донира луѓето, еве, браќава се помагаат сите, ромска заедница помагаат, албанска заедница помагаат, сите помагаат. Ама ватан би требало, најбитен е покрив да имаме на главата. Биди, имаме сега моментално заглавени луѓе долу, што може живот да изгубит. Сега заминати ги спасат. И сега ние се трудиме, луѓево идат, помагаат, носат, гледате сами. Ова, фала им Господи наградит, кој ќе помогнат, фала. Ама најбитен ние покривот. Го молиме и премиерот. Ова видео ќе дотакни до владата, за да видите и премиерот дека стварно треба да го реши тоа, пошто ова не е само ова година. Секоја година, значи втора, трета година само овде на насад. Дај ги молиме, значи тие што се
надлежните да превземаат мерки за да се среди тенус за секогаш овој случај. И да се преземиме што го кажат колегава е тачно така. Деца имаат, гледај. Деца имаат по 10-11 деца. Кај ќе живеат во една соба?